Петре Шилегов е фатен жив и затоа бега од одговори, служејќи се со недоветни и детски фрази. Очигледни се паничните обиди на Петре Шилегов да се оправда од скандалите во кои е заглавен. Тој свесно ги менува податоците во својот анкетен лист 6 месеци откако ги доставил до антикорупцијската комисија. Анкетниот лист содржи сериозни информации, а не е лист на кој Шилегов ќе прави пиши-бриши. Да не беше искусен адвокат, можеби и ќе поверувавме дека навистина сгрешил. Ова го прави уште посомнителен господинот Шилегов. Наместо Петре Шилегов да се сили како навивач на фудбалски натпревар, му даваме неколку дена да се смири, да ги сумира сите скандали врзани за неговото име и да излезе во јавноста со одговори. Петре Шилегов е заглавен до гуша не во еден, туку во два скандали. Прво, пред повеќе од 6 месеци пријавил дека добива месечна закупнина од 700 евра од имот на неговата сопруга, имот кој не постои, што значи дека ги добива од неидентификуван извор. Второ, во неговиот стан на булевар Кузман Јосифовски Питу, број 19/5-4 Скопје, има пријавено 4 фирми, од кои 2 не се во негова сопственост и за ниту една фирма нема доставено договор за закупнина. Ниту има пријавено колку кири добива за тоа месечно. Јавноста бара одговори од Петре Шилегов. Дали неговата сопруга има или нема непријавен имот од кој зема 700 евра месечно? Колку кирија му плаќа фирмата Blackstone Holding со седиште во станот на Шилегов, а е во сопственост на лице од Абу Даби? Колку кирија му плаќа фирмата Urban Solutions со седиште во станот на Шилегов, а е во сопственост на лице од Љубљана? На крајот на криштата, дали и колку кирија плаќаат фирмите Адвокатско друштво Шилегов и партнери и нов осигурителен брокер во кој Петре Шилегов се јавува како сопственик или член на одбор на директори? Почитувани, молчењето на Шилегов само го потврдува дека се точни сомневањата, дека добива пари од неидентификувани извори, дека прикрива приходи или лажно ги прикажува. Ова отвора голем број други прашања за тоа како Шилегов го стекнал имотот од скоро 1 милион евра. Ние повторно го повикуваме господинот Шилегов да се охрабри и да излезе во јавноста со целокупната документација за овие два скандалозни случаи. Ако се е чисто како што очено го брани неговата партија. Доколку тоа не го направи, тогаш се остава простор за сомнеш дека ако излезе во јавноста со документи, ќе излезат уште повеќе скандали поврзани со неговото име и имотот и приходите кои тој ги има. Благодарам.